Добро вечер. Пред една година, на утрешен ден, оваа телевизија стартуваше во мокниот конкурентски пазар на Македонија. Во нејата деценија, по сите прогнози, еден ТВ треба да го остави својот белек и печат на една нова филозофија на медиумите и телевизиите кои припаѓаат кон публиката и кон интересите кои не произлегуваат само од локалниот карактер, туку од еден поширок комплекс на прашање. Се разбира, денеска е четврток, редовен ден за темите кои имаат неделно или месечно обелешје. А како инаку, ако не, за престојната претседателска трка. Во понеделник, на 1 април, стартуваат претседателските кампањи. По се изгледа Силјановска во Охрид, Пендаровски во Прилеп и Бледим река во Скопје. Ова е тема за разговор со познатиот универзитетски професор и познавач на гласачките бранувања, особено врз основа на некакви етнички диагонали, а тоа е професор Мирјана Малеска. Благодарам што дојдовте. Професорке, како ви изгледа почетокот на овој амбиент? Ќе се тестираме врз етнички дискурси или врз граѓанско гласачко тело? Па мислам дека ќе се тестираме и врз едниот принцип и врз другиот принцип. Најавата на кандидати кои припаѓаат и на двете етнички заедници говори дека гласачкото тело, барем во првиот круг, ќе биде поделено. Тоа е едната ситуација граѓански, врз основа на граѓанска визија некоја, да, меѓу нешто што представува можеби иднина, така би го дефинирала овој концепт за НАТО, Европска унија, за заедница, за сите земја, за сите општество, за сите, и меѓу концептот на ревизија на ова што досега е постигнато. Тоа е она што другата опција го нуди и тука ќе се подели исто така гласачкото тело по таа некоја, да ја наречам условно, идеолошка или граѓанска основа. Ми се чини дека во овој момент има некакви специфики кои би требало поединечно да ги продискутираме. Прво, за прв пат ми се чини во овој политички ракурс на 27 години се појавува изборна коалиција меѓу една албанска и една македонска партија, СДСМ и ДУИ. Второ, сите претседателски кандидати се универзитетски професори, што зборува за тоа дека оттаму се генерираат потенцијали на креатори и така натаму, и се разбира дали се. И трето, во последниве 3-4 изборни циклуси албанците преферираат и свој, да речем условно, кандидати кои исто така имаат некакви универзитетски префикси од Мироше Хоџа па до сега до Бледим река. Ајде да почнеме со првото. Што значи, да речем условно, оваа партиско-граѓанска коалиција меѓу СДСМ и ДУИ? Па тоа е еден чекор напред во однос на претходната ситуација, тоа е позитивно, тоа е за пофалба, да може две коалицијските партнери да постигнат заеднички кандидат, да се договора за заеднички кандидат, бидејќи тие всушност се договараат за политичка платформа, која треба потоа да се испорача на граѓаните. Да се постигне заедничка политичка платформа е нешто што навистина е, да речам, известно достигнување во ова општество, да не биде само корупција заеднички именител на вакви коалиции, нали, како што сме имале случаи како што има. Туку да биде нешто друго, политичка платформа. Јас би посакал да биде корупција, зашто ако се главните чинители со таа преокупација, тоа би требало да биде префикс за можно решавање. Не. Ако тоа постоело, значи да ги обединува само тој коруптивен момент. Не, антикорупцијската политика, не корупцијската. Да, се разбира дека е тоа позитивно.
сега, подобро би било да беше некој консензус поширок во општеството. Да кажеме, да се постигнеше консензус, бидејќи ова важен момент, нали? Пред почеток на преговори со Европска Унија сме, еве членство во НАТО, иднина на Македонија, ќе беше добро да се постигне консензус на сите важни политички партии околу еден кандидат, но тоа е очигледно невозможно во овој момент во нашето општество, бидејќи поделбите се премногу Само и големи. тоа е за демократскиот амбиент да има конкуренција, без оглед колку се диаметрално различни позиции. Па не во секој момент се разбира дека е добро да има компетиција, да има надпревар, меѓутоа овој момент е, би рекла, историски. Се направи еден чекор многу потребен, но многу луѓе го доживеава како болен. Се отварат перспективи за земјата. Сега треба да зајакнеме како општество, нали, да се обединиме околу некои заеднички цели и стратегии како да се постигнат тие цели. Меѓутоа, очигледно дека и нивото на политичка култура и поделбите во општеството и демократската традиција не се на тоа равниште да се постигнете тоа што го посакувавме, обединување околу еден кандидат. Така да сите партии излегоа со своји предлози за на крај да имаме тројца кандидати. Ако ги следите текот на анкетите, над 70, над 80, едно време и над 90 граѓани, нали, беа за НАТО и за ЕУ. Таа општа, да речем условно, консенсуална согласност ја дели едно водотечение точно политичките фактори, вклучувајќи ги претседателските кандидати. Па да, сите се вербално за ЕУ и НАТО. Меѓутоа, кога се постави услов, а условот се знаеше многу одамна. Да. Ние во ваши емисии сме учествували, сме разговарале пред многу години за потребата од консензус, за да се реши проблемот со Грција, да се реши другите проблеми, еве и со другиве соседи, за да како услов за членување на Македонија во овие организации, тоа не се постигна. Значи, не е доволно вербално вие да се изјасните дека сте за ЕУ и НАТО, кога знаете кој е условот на кој треба да се работи. Сега една политичка гарнитура тоа го постигна. Другата политичка гарнитура, значи најсилната опозицијска партија, во практичните чекори, бидејќи вербално се изјаснува, ние сме за и така натаму, меѓутоа не ги поддржува политиките кои водат во таа насока и практично е обструкција тоа. И така не е возможно. Значи не е важно сите да се изјаснат сме за ЕУ, сме за НАТО. Треба да се исполнат, да се направат чекори, политички одлуки да се донесат, кои некогаш се тешки, за да се постигнат овие цели. Нешто да се жртвува, политичка кариера, политички поени, гласови на граѓани. И особено сериозни политичари мора да покажат волја за континуитет. Ако трнеме со логиката од мене почнува политиката, ние мислам дека се можеме да урнеме. Па така е, од 1991 година стратешките цели се зацртани, многу колебање имаше и разни политички партии се изменија на власт. Се колеба околу тоа како да се постигне, дали може на некој друг начин да ги постигнеме истите стратешки цели. На крај се виде дека е тоа невозможно и се погоди моментот, така да кажам, што вели Робертсон, ви се наместиат звездите. Не го гледа секој тоа така. Многу луѓе го гледаат како предавство сега. Тоа ќе се види и на изборите, нали? Меѓутоа, што се однесува до мене лично, мене ми ова симпатично што го вели Робертсон, поранешниот генерален секретар на НАТО. За Македонија се наместиат звездите. Меѓународните околности, интересот на големите сили кои одново се јави кон овој регион и кон Македонија. Не е големата мечка со звездите. Професор Малеска, Ке се вратим уште околу албанскиот корпус и гласањето, зашто има уште прашања. Меѓутоа има една димензија која се врзува за албанскиот корпус. Деновиве во пораката на опозицијата, пред се на лидерот Мицковски, има порака гласајте за нашиот кандидат, повикувајќи граѓанство и така натаму, и етнички заедници, но не и албанците.
Да, што за мене беше совиден шок. Но јас се сеќавам и на кандидат од времето на СДСМ кој во времето на Тито Петковски кој беше противникат на Борис Трајковски, кој со една несмасна изјава излезе во јавноста и рече ако треба да победаме, не ми требаат гласовите на албанците. Што значи дека тој вокабулар нас не следи со декади наназад и што е најважно и десно и лево. Јас не се сеќавам на ова прво што го споменавте, но ова и мене многу ме изненади, бидејќи го видов и на Твитер. Значи, тоа е, мислев дека е зад нас таа ситуација, па барем во политичката, коректноста на политичкиот израз, некој да го мисли тоа политичар, врвен политичар, во државата би го избегнал да го каже. Меѓутоа, ваква ароганција е до сега, мислам, нечуена за мене, да се исклучи голем дел од населението од земјата, дека не се потребни нивните гласови. Тоа не води никаде и мислам само на штета е на оваа партија и нивниот кандидат. Дали тоа значи дека ВМРО се концентрира само кај македонското гласачко тело, што би можело да отвори една пандорина кутија на национални прашања, нели, за да се привлече вниманието, или тука ќе се бие битката да се покаже дека македонците не го избраа или го избираат својот претседател. Па да, ќе се концентрира, се разбира, на прашањето околу овој последен договор од Преспа, односно на тоа дека е направено национално предавство. Предпоставувам дека тоа ќе биде кампањата, дека е направено национално предавство, дека е повреден идентитетот, одземен е идентитетот, она што се досега, да кажеме, и лидерот на ВМРО и кандидатот нивен го зборуваат јавно. Значи, ќе се оди кон тоа дека оваа политика е погрешна и ќе се апелира на чувствата на луѓето, а знаете, кога гласачот ќе оди да заокружи, предпоставувам, не резимира што све која влада направила, туку се води и од емоции. И од разум, но и од емоции. И тука, најверојатно, кампањата ќе биде концентрирана да се побуда тој вид на патриотски, да кажам, емоции, дека идентитетот ќе биде загрозен, дека достоинството ни е загрозено, погазено, дека не сме патриоти. Има умекнување на тонови околу оваа првична жустра реакција, нели, Преспа не се признава и така натаму, но индикативно. Мене би ми била симптоматична ситуацијата кога ти одиш во Брисел, нели, условно кажам на поклонение пред ЕУ и НАТО, а дома велиш Преспа, па тоа ќе видиме. Што значи дека помалку незрело ми делува, дури и од универзитетски професори кои, например, би рекле, знаете што, за мене е интересно само НАТО, ама без овие обврски што ги имаме кон меѓународната заедница и нашите соседи. Да, па тоа се тие собирање на политички поени поддршка. Иако, да кажам, главните протагонисти на опозицијата се против НАТО, не се љубители и симпатизери ниту на Европската Унија од причини што сметаат дека сме принудени преку неколку силни држави во Европската Унија да ги направиме овие компромиси, сепак се луѓе кои што не живеат изолирано некаде на некој пуст остров, туку знаат дека мора да се комуницира со меѓународната заедница и, например, имаше еден нивен спот како ги поддржува идната канцеларка на Германија. Меѓутоа, од друга страна не кажуваат дека Германија и Меркел беа главните се спонзори на Преспа и на Преспанскиот договор. Така да, значи, како да кажам, тоа се така наречени, ајде да не ги наречам спинови, али некои полувистини. Флеш пиари моментални. Уште малку околу етничкиот картоф, после ќе се вратиме на симулација на ситуацијата. Например, Блер им река, универзитетски професор, настапува со
како самостоен кандидат, иако тамо зад него веднаш застанија Села и Касами, и па треба да гледаме со трезвени очи. Но дали тој ќе се концентрира да ја покаже моќта како Силјановска кај македонците, да ја покаже моќта дека може да го совладаат непосредниот авторитет на Дуи на Ахмети кај албанците и да го ископчаат Ахмети од таа масовна поддршка, и каде тој ќе бара гласови кај македонците, бидејќи е оптимист дека ќе влезе во вториот круг. Имер Селмани успеа, например, да собере прилично силна поддршка од 150.000 гласови. Да, колегата река, тој ми е колега од Универзитетот Штул, излезе со една платформа, со едно мото, Република за сите, кое што според мене не го објасни баш најдобро, или барем досега не успеав да видам некој објаснување, можам самата да направам некоја конструкција што подразбира по тоа. Меѓутоа, секој има право да излезе на избори, албанците ако сакаат, и се разбира политички партии. Тоа тело исто така поделено, албанското политичко тело, нали, на повеќе политички партии кои исто така се конфронтираат едни со други во трка за Добро, што исто така е на оден начин демократска зрелост. Па сега да, е на штета на една помала етничка заедница, но очигледно не е толку мала кога може да си дозволи да се раздели, нали? Кога би била помала, тие поединствено би настапувале, но добро, да, имаат легитимно право, и да, и тоа ми е разбирливо и прифатливо што го вели професорот Река, да има албанец кој исто така ќе излезе, ќе ги каже своите ставови, бидејќи кампањата е време и прилика да секој ги искаже своите и ставовите на партиите кои ги поддржуваат, за што се застапува, што е еднината на земјата, што мисли тој како председател да направи. И тоа е некој вид на насочување на светлата на јавноста, да кажам, кон една заедница која сака да каже исто така што мисли за оваа држава. Има една генерална македонска политика, а тоа е, барем тамо нема да има анти-НАТО и анти-ЕУ расположение, нели? Но ќе има сигурно антиахметивистички приод. Да, секако. Да. Но сега дали најинтересно во тоа прашање е дали неговите гласови потоа ќе отидат, бидејќи тој нема, мислам, не ќе може да влезе во вториот круг, не е познат доволно меѓу македонските граѓани. Тој е универзитетски професор, не бил политичар како Еве Селмани претходно, да кажеме, ако може така да се направи некоја споредба. Не истапувал многу во јавноста и не го познаваат, да кажеме, не го познава добар дел од заедница од граѓаниве. Така што нема што да се очекува тука дека ќе добие гласови од страна на етничките македонци, но ќе каже што мисли, ќе го сврти вниманието на проблемите на албанската заедница. Но прашањето е дали гласовите потоа во вториот круг ќе отидат кај Пендаровски. Дека ќе ги факторизира Касами и Села доколку освои значителна поддршка или се доближи до Дуи и до Ахмети. Па, секако, меѓутоа не е доволно за победа. Да, добро. Не е доволно за победа. Така што дали сега тие гласови ќе одат на контото што велат на Стево Пендаровски, тоа на вистина по некоја логика би требало, но дали ќе биде така зависи од повеќе работи, зависи од тоа што ќе се договорат партиите меѓу себе, тука има договори. Во интерес на албанците, бидејќи не го сакаат ВМРО, не го сакаат. Можам да тој збор да го употребам, бидејќи имам многу колеги, сум работела 10 години на универзитет меѓу колеги албанци. Знам дека ВМРО не е сакана партија од нив. И тие нема да гласаат и своите гласови, Река, нема да ги даде секако на ВМРО. Значи, по некоја логика би требало да
бидат насочени кон Ама тоа е Пендаровски. едно екс-катедра или, да речем условно, интелектуалистичко гледање. Тие што не го сакаат ВМРО, му овозможија на Али Ахмети 8 години да биде партнер на Никола Груевски и да се претвори неговото владење во сојуден режим, при што не може да се абстрахира дуи од тоа. Секако, но ситуацијата се менува. Околностите се сега изменети. Албанското гласачко тело е поделено, нема голема излезност кај албанците на изборите. Тоа е важен фактор. Бројот опаѓа на гласачи не повеќе од 50%. албанци. А во вториот круг мислам дека и под тоа нема значително. лажирање веќе на избори, полнење кутии, така што мислам, ако некогаш имало, сега тоа не треба да се очекува и никој не може некој контингент на гласови да испорача на некого. Ова што викате нема лажирање, викаат чулте Господ, што би рекле претходно, ама... Па не може да има заради тоа што прво имаме посматрачи, друго треба тоа е работата на државните органи да докажат све што се смета дека било лажирано во претходните избори, за да зачекориме натаму во она што сите го бараат и го зборуваат чисти избори. Професор Молеска, јас сум следел веројатно стотина избори. Таму кај што беа набљудувачите имаше најголеми кражби, така да тоа е по дефолт, како да ви кажам, обично велат народот мижи јасен да ти баја, или помалку навивачко согледување и набљудување, ама се надевам дека созреавме од овој аспект на тоа дека не може друг да располага со нашето гласачко право. Јас гласам пак во една општина каде што све е во совршен така? ред. Така што не сум била посматрач, не можам да кажам, но знам дека овој пат, бидејќи тоа услов за почеток на преговори со Европска унија, сите ќе внимаваат. Што ако нема цензус за избор на идниот председател? Дали доаѓа до израз вашата фаворизирачка теза дека е време за избор на председател во собранието или ќе настанат некакви други политички турбуленции? Па веројатно и тоа ќе биде една од опциите. Зависи дали како ќе се доживее ова, дали ќе настане некоја подлабока политичка криза или не, ако нема излезност во вториот круг, и таа опција е можна, таа опција е застапуваат албанските политички партии. Јас ја застапувам таа опција. Зошто? Сметам дека нашиот систем е парламентарен во суштина со некои модификации на председателски систем и дека губиме многу енергија, пари и го делиме дополнително општеството и го просто ги насочуваме граѓаните едни против други на секој избор. И тоа е исцрпувачки, не можеме да се зафатиме со други работи. Контрааргументот е ќе имало пазарење. И пазарење има во политиката, и пазарење има и сега, и при овој начин на директни избори. Ако се бира со 2/3 и ако се бира со плюс бадантер, да речеме, во собрание, барем ќе има легитимитет. Оти до сегашните избори покажуваат, председателот во моментот кога е избран, а е од една политичка партија, другата половина на граѓанството го прогласува граѓанинот тој и тој и не му го признава легитимитетот. Тоа му се случи дури на Киро Глигоров, кој имаше и личен авторитет кај граѓаните. На Борис Трајковски, Лјупче Георгиевски се откажа јавно од него. Да, така да нашиот систем е така поставен дека претежнува парламентарниот момент, да кажам, парламентарниот систем доминира тука решенијата на парламентарниот систем и не би рекла дека е ова нешто многу страшно ако не бидат општи и непосредни избори. Нешто во врска со тие аргументи и против аргументи е дека вака со председател кој има голем легитимитет бидејќи го доцрпи од граѓаните, се поставуваат пречки и равнотежа. Јас ќе го кажам следно во искуство, еве, тука сте и вие, можете вашето искуство да го кажете, а тоа е дека кога биле од иста партија, некако имало некоја соработка, се видела, функционирало општеството, додека
пречките и равнотежите се сведувале само на кавга и пречки, кога биле владата и председателот од различни политички партии. Пречки и равнотежа подразбира соработка меѓу и контрола, меѓу председателот и владата. Значи, тие се контролираат соработувајќи. Тие мораат да соработуваат. Што ако не се случи предходните манери во која владата или владечката партија го контролираше шефот на државата? Как ќе се обезбеди тој тип на рамнотежа? Па, вака сега, значи, кога интересно е тоа што кога ги слушам кандидативе во предизборнава кампања, ако е председателот од една партија и нивнава партија ако добие на парламентарни избори, тоа било синергија. Демек многу е добро, многу добра синергија, ќе соработуваме. Ама ако јас сум од една партија, а владава биде од другата партија, тогаш е кохабитација или колапс. Тогаш е колапс. Значи, ако се од иста партија, во еден случај е синергија, во друг случај е диктатура. Зависи. Значи, ако збори о некој што е од опозиција, вели ако победи, конкретно Стево Пендаровски, а сам СДСМ на власт, тоа ќе биде диктатура. Ама ако победи кандидатот на ВМРО и потоа на предвремени избори парламентарни дојде ВМРО на власт, тогаш е синергија. На крај, значи, од разговорот, професор Малеска, очекувате ли успешен епилог во однос на избор на шеф на држава? Сите се надеваат на тоа. Сите, колку што гледам политички, особено политички партии на власт, на кои сега моментов им одговара, им оди во прилог, бидејќи имат голема меѓународна поддршка, бидејќи ова за што се залагаат е иднината на земјата, ова е чекорење забрзано кон Европска унија, и безбедноста, зголемување на безбедноста во НАТО е нешто што сите гледаме со надеж дека ќе помогне на земјата да зачекори напред, дека ќе го подобри животот на граѓаните. Ова опција во моментот има повеќе шанси и ја верувам дека граѓаните ќе излезат да гласаат на избори. Но не можете никогаш да знаете и покрај сите овие анкети што досега се водат, каков ќе биде навистина исходот. Бидејќи македонците се очигледно поделени, речиси пола-пола, како што мислам сега стојат работиве. Ако на вториот круг се обезбеди излезност, тогаш ќе ни се олесни на сите, нали? Бидејќи чекаме да завршат избориве, да се сватиме за работа. Одамно чекаме тоа, веќе помина. Поштовани гледачи, тоа беше универзитетскиот професор Милена Малеска во дебата што не очекува и какви се предпоставките, кој за кого и како ќе гласа во етничките корпуси или во партиските корпуси. Како што веќе најавив, Стево Пендаровски од Прилеп, Гордана Силјановска од Охрид и Бледи Млека од Скопје во понеделник ќе стартуваат официјално трката за наследник на актуелниот шеф на државата. Се разбира ако успеат изборите. И благодарам уште еднаш. Благодарам. Среќен роден ден, еден ТВ. Понеделник, 1 април, 20 часот и 30 минути. Директен пренос од роденденската прослава на Еден ТВ во Македонска филхармонија. Спектакуларно концертно и мултимедијално доживување. Изведувачи: Македонска филхармонија, Тамара Тодевска, Владко Лозановски, Владко Стефановски и хор Злата Мегленска. Бидете со нас. Една година, Еден ТВ. Искрено во ова една година од студиото, особено ми е мило што бев дел од третирањето на многу различни теми во ударни термини. Имав прилика да зборувам за политика, култура, образование,
се до екстремни спортови. Илјадници карактери, сите важни чинители во своите области. Таквите различности го прават комплетен мозаикот. Иако во тимот на Студио 1 сум од неодамна, знам дека секогаш ќе има простор за секој оној кој има потреба да се изрази. Не секој добива можност да ги каже своите проблеми, но Еден ТВ е тука и континуирано ви дава простор. Досегашното искуство ме научи дека мојата обврска како новинар е да бидам гласот на граѓаните, а новинарот секогаш треба да биде и добар слушател. Телефонските линии никогаш не ги затворивме. Вашата една минута стана повеќе минути во отвореното Студио 1. Веќе една година сме секој работен ден со вас. Одбележуваме една година, Еден ТВ. Среќен роден ден, Еден ТВ. Дали економијата е жртва на Преспанскиот договор? Какви ќе бидат ефектите од сојузништвото со НАТО? Зошто германските компании од Македонија се незадоволни од владата? Што ќе направиме да добиеме квалификувана работна сила и за домашниот пазар? Ексклузивно интервју со професор Почо Ангјушев, вице-премиер во владата на Македонија. Гледајте отворено Студио 1 во 21 часот. Таа доаѓа од мало градче, кое за неа представуваше само убав спомен од детството. Живејќи во голема метропола, никогаш не помисли да се врати дома. Но патиштата на судбината се непредвидливи. Враќањето во татковината ќе ја врати и вербата во љубовта. Но што е со она што сега ќе треба да го остави зад себе? Вечерва, 23 часот. Механизмот на љубовта. Утре вечер. часот. Не пропуштајте го стартот на четвртата сезона. Од приказната која вие ја баравте. Борбата продолжува. Lagertha will be banished to wonder where she will. Викинзи. Оваа сабота во 21 часот не пропуштете репризно да го погледнете свеченото доделување на Story Awards наградите. Најинтересните моменти од црвениот тепих, добитниците на наградите, феноменалните настапи и звездите на вечерта. Сабота, 21 часот. Story Awards. За предизвиците со кои се соочуваат нашите репрезентации, клубови и спортски работници. За успесите, за поразите, за проблемите, но и за рекордите. Повеќе теми во еден час. Анализираме, најавуваме и представуваме. Неделен сублимат на настаните од меѓународниот спорт. За најверните и најупорни гледачи, награди од нашите спонзори. Секој петок на Еден ТВ од 21 часот. Гледајте Спорт 1. Како и од кои извори се информираме за нашето здравје е